civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Денеска разговараме со Благица Димитровска од Здруженијето Инклузива овде во Куманово на тема европски вредности и мултикултурализам. Благица, кажете ми како на локално ниво граѓанскиот сектор придонесува кон промоција и вреднување на европските вредности и на мултикултурализмот? Вака, граѓанскиот сектор во Куманово некако замира, затоа што има многу регистрирано невладини организации, но вистински што делуваат по сите прашања во однос на граѓаните, бидејќи се создадени од граѓаните, многу мал број во последно време се активни. Во однос на европските вредности, што значат, например, слобода на говорење, здружување, слободно здружување, учество во креирање на политики на локално ниво, не бележиме дека на вистина се залагаат за поголемо учество на граѓанските организации во креирање на политики и многу малку делуваат во однос на европските вредности, во однос на информирање на своето членство, што се европските вредности, кои се нивните права и конвенциите кои се усвоени, што треба да ги почитува и локалната заедница и да креира политики според тие конвенции во однос на граѓаните, нема некој забележан раздвижување на граѓанските организации или пак делување во однос на европските вредности. Тоа се можеме да изброиме само на прст неколку невладини организации во Куманово од повеќе од 200 регистрирани. Колку, да речеме, самите Европска Унија и нивните фондови вложуваат, да речеме, на локално ниво, еве конкретно во општина Куманово и во кој сегмент најмногу го прават тоа? Што им е нив битно? Значи има неколку европски проекти што се имплементираат, но граѓанските организации некако бегаат од обврската за имплементација на европски проекти, затоа што се оптеретени со административни работи, и сепак мислам дека малку повеќе. Општината има неколку европски проекти што ги имплементира, но тука не се вклучени граѓанските организации. Се уште немам слушнато да има заеднички проекти на општината со било која граѓанска организација, особено на европските проекти, што понатаму било практично, бидејќи граѓанските организации допринесуваат проектите да бидат наменети токму кон граѓаните, односно за кого е даден тој проект. Ние како здружение во моментот имплементираме 2 европски проекта, но нашите партнери не се од Куманово, ниту пак со локалната самоуправа. Едниот проект е за инклузивно образование, каде што работиме со здружение Хендимак од Тетово и лидер партнерот е фондацијата Чекор по Чекор. Вториот проект го работиме со австриската VienWork организација, невладина организација, кој е поддржан од Австриското министерство за труд и заштита на потрошувачи и нега на граѓаните, кој е поддржан од Европска Унија, значи проектот е даден на нивното министерство. И тоа се двата проекти во дадениот момент што многу значат. Вториот проект со Австриското министерство и VienWork е за поддржано вработување, односно пилотирање на социјална услуга за поддржано вработување, каде се дадени 5 гранта на 5 здруженија во различни општини, во општина Куманово е инклузива. Она на што работи во таа насока на национално ниво, да речеме, нели нашата држава е и стратегијата едно општество за сите, каде што има повеќе сегменти од кои што, да речеме, за локално ниво, еве кога зборуваме за општините, па еве и конкретно и за Куманово, е за локалната самоуправа и блиската соработка на локалната власт со граѓанските здруженија, граѓаните и медиумите во однос на носење на одлуки кои што ќе бидат прифатливи за сите, а другиот е сегмент кој што исто така може да се имплементира на локално ниво, тоа е образованието.
Што мислите, како се спроведува во Куманово, колку луѓето се запознаени, колку граѓанските организации самата општина придонесуваат кон нели ова многу битна стратегија едно општество? Па стратегијата едно општество за сите е намената за целата држава, во однос на сите различности на граѓаните на државата и на локалната заедница. Во однос на целната група, јас повеќе би зборувала за целната група со која ние работиме, односно лицата со попреченост, некако малку влегуваат во овој концепт на имплементација на стратегијата еднакво општество за сите, иако така не треба да биде. Граѓаните со попреченост имаат еднакви права со сите останати. Повеќе се гледа во однос на националноста, различноста од друг карактер, отколку различноста од попреченоста. Јас би упатила една порака и до луѓето на национално ниво кои креираат политики, до луѓето на локално ниво. Граѓаните со попреченост не се со попреченост. Пречките се околината, не создадените услови за еднакво учество во локалната и општествената заедница. Може да научат многу, може да стекнат вредности кои ги немаат во наводници обичните граѓани, затоа што и овие се исти граѓани како останатите, и што повеќе вклучување на нивните граѓански организации и самите лица со попреченост во креирање на политики. Секоја политика која се креира без оној за која директно засегнат подредено прашање не е квалитетна. Квалитетот на политиката, ако го ќе ги слушнеме потребите, за кого ја креираме таа политика. Конкретно на локално ниво, ние како здруженија многу малку учествуваме или не сме воопшто поканети во креирање на локални политики. Прв пат учествуваме пред неколку дена во креирањето на 5-годишна стратегија на локален економски совет. Тоа е за прв пат, но со застапување и лобирање за да учествуваме, бидејќи многу важна работа работиме на еден од проектите, вработување на лица со попреченост, што директно се намалува стапката на вработеност на локално ниво. И ако не учествуваме ние во подготовка на стратегија, воопшто оваа категорија нема да биде земена во предвид. Во други стратегии и програми на локално ниво воопшто не сме поканати, ниту пак сме учествувале, особено програмата за социјална заштита, програмата за здравствена заштита, програма за деца и за сите други прашања, не треба да се креира без учество на невладиниот сектор. Сепак тие се извор на информации, имаат бројни истражувања, експертиза и ресурси што можат да ги понудат за подготовка на квалитетни политики. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.